голема радост, толку ми е драго да можам вечерва да бидам тука со вас, да одбележиме уште една година која одмина во работата на Балканскиот институт за вера и култура, а исто така и на издавачката куќа Метаноја, литературното кафе Метаноја и на од неодамна на уметничката галерија Метаноја. Темата на која што вечерва ние говориме е таа дека само доброто останува. Тоа е нешто што јас верувам дека е извира од надежта која ние како луѓе кои сме верници ја носиме со себе, но истовремено сум длабоко убеден дека сакаме да ја споделиме на овој свет, бидејќи Библијата има една визија во која што цело време му вика на човекот кој е верник да се грижи за целиот свет, за сите луѓе што живеат во тој свет, за да може на тој начин да им се посветиме така што кој да е од нив, без разлика дали тие веруваат или не веруваат, без разлика дали доаѓаат од христијанска позадина или не, да можат во целост да почувствуваат што е тој предвкус на таквата добрина. Но пред да преидам на тоа зборување, јас би сакал всушност да поставам три тези пред да ја завршам со многу накусо тезата дека само доброто останува, а тоа е првата моја теза е дека всушност ние преку само дефинирањето и само љубието застануваме на патот кон доброто. И наместо да живееме во тоа добро, ние напротив го посетуваме злото, мислејќи при тоа дека добиваме нешто од тоа. На кој начин тоа многу често се манифестира? Јас би рекол тоа многу често се манифестира преку на човечка слабост, на завист, на завидливост и на љубомора. Познати емоции сме биле жртви на нив, а и некои биле наши жртви на истите такви сентименти. Слушате го сега ова. Љубомора? О, да. Секогаш кога некој пријател ќе успее, јас помалку умирам. Гор Видал. Секогаш кога некој мој пријател ќе успее, дел од мене умира. Проблемот за кој зборувам е специфичен за Холивуд, ама и поширок, вели еден режисер. Сакам мојот филм да успее, но тоа не е доволно. Сакам филмот на мојот колега режисер да биде за никаде. Ја присвоивме изреката: не е доволно јас да успеам, моите најдобри пријатели режисери мора истовремено да ја оплескаат, да бидат фијаско, да не заработат ништо во првата недела кога ќе се пријави нивниот филм. И ако мислите дека тоа доаѓа од некој многу екзотичен автор, не е, доаѓа од Френсис Форд Копола. А слушнете што вели Џон Гилгук, ќе објаснам кој е тој. Еден од најголемите ривали во времето на Лоренс Оливие. И сега имате таа несреќа да бидете величествен актер, а да живеете во, речиси, полубожествен актер. И слушате го сега ово. Тогаш, кога Лоренс Оливие го играше Хамлет, а критиките беа одлични за него, јас плачев од завист. Ете, тогаш. Знаете, тие користат оваа изјава, јас верувам, затоа што не ми е позната онаа нашата македонска да му умре козата на комшија. Се тоа се обидуваат да го направат, а ние имаме таква убава златна изрека: да му умре козата на комшијата. Поточно и во нашата литература ова чувство, овој сентимент човечки често се користи, употребена едно од најмокрите места на кои што јас сум наишол во македонската литература е од Месечар од Славко Јаневски. Вика, тајната во очите му беше зелена, името горчливо, љубомора. И се прашуваше, љубомора, што е тоа? Наоѓаше дека Шекспировите јунаци се болникави и зли и љубоморни како јарци. Љубомора, што е тоа? Од каде сето ова завист, од каде сето ова љубомора, од каде сето ова чувство без никакви директни причини? Зошто луѓето го чувствуваат ова? Јас би рекол заради една значителна наша, јас за жал би рекол балканска, македонска, ама и општо човечка преокупација, а тоа е и троштината. И трпејовштината. Еден многу убен човек за ваквата и троштина рекол дека тоа е всушност мајка на сите глупости.
Според него, глупоста е поопасен непријател од самото зло. Зошто? Затоа што вели тој, злото секогаш во себе го носи микулецот на своето само уништување. А глупоста не можеш да ја надминеш, не можеш да ја победиш, не можеш да ја совладаш. Кога јас бев некаде 16 или 17 години, не читав уште англиски, ја сакав да го читам Господарот на прстените во превод, прочитав една од најубавите за мене преводи од бивша Југославија на Нолит во 1981 година издадена, а во неа предговор од наш скопјанец Влада Урошевич се викаше Толкиновата Самовилска сага. И таму за прв пат јас го прочитав токму тоа. Вели, сумаризацијата на оваа сага е дека злото и кога е најсилно, со себе ја носи осилото на своето самоуништување. А доброто и кога е најслабо, во себе го има семето на животот. Па и неодамна, луѓе се надвикуваат, за жал политичари се надвикуваат со вакви слогани, но во себе тие поетски имаат вистина. Неодамна еден грчки политичар рече, тие ме закопаа, цитираше всушност позната поема, тие ме закопаа, а не знаеа дека сум семе. Само доброто останува. Но за жал нема одбрана од ваквата глупост, од ваквата и троштина. И еве што вели овој ист автор. Глупоста е повеќе морален отколку што е интелектуален дефект. Тој ќе каже, има луѓе со огромен интелект, а се најголеми глупчовци, и има луѓе со просечен интелект и се само не се глупчовци, туку се мудри луѓе. Глупоста е повеќе социолошки отколку психолошки проблем. Зошто? Затоа што на моќта, затоа што на сите оние сили кои сакаат да се воспостават себе си и да владеат со другите, им е потребна глупоста на толпата, која мисли дека е итра и која мисли дека стигнала некаде затоа што си се сместила во некоја ќоше и заработува некоја паричка. На мокниците им требаат глупаците. Еднаш, кога човек ќе се откаже од својата волја и ќе се претвори во средство, вели овој германски автор, нема мерка на зло која овие глупчовци нема да се согласат. Тука лежи опасноста на диаболичната експлоатација на човештвото. Ова е германскиот теолог Дитрих Бонхофер, кој беше погубен еден месец пред да заврши Втората светска војна и добро знаел што зборува. Глупоста и троштината, рационализацијата на сите нешта, правејќи ги белото црно, црното бело, е опасна работа. Поопасна и од само чисто суштинско зло. Тогаш каков ќе биде нашиот одговор? Како што Библијата вели, стравот Господов е почетокот на секоја мудрост. Со други зборови, единствен начин како ово може да се смени е всушност глупоста да дојде, да се смени преку едно духовно искупување. Нема друга работа. И троштината и зависта да бидат искупени со суштинска благонаклонетост и добрина. Зошто? Затоа што злото, како што еден теолог исто така од Америка со германско потекло Пол Тилих ќе каже, злото е структура на деструкција. И тоа е всушност цитат, тој го цитира, го сублимира, а човекот кој нада денеска го цитираше, тоа е Григорий Ниски од 4 век. Кога тој зборува за злото, тој вели вака, деструкцијата нема независно постоење во својата целина. Всушност, небитието зависи од битието, негативното од позитивното, смртта зависи од животот. И тоа што Нада го цитираше преска кога кажа, а инаку капацитетот да се бира добро ја расширува душата и прави уште поголем простор за добро, а колку повеќе бираме зло, толку помала станува нашата душа и се помал капацитет имаме за доброто. Каде ова на најдобар можен начин можеме да го откриеме и можеме да го најдеме? Го откриваме во делото на филозофот Хана Аренд и незината книга која се вика Ајкман во Ерусалим. Што вели таа за Ајкман? Таа вели најголемото зло на светот го прават лицата кои немаат свое јас.
Ајкман е човек без мотиви и без уверувања. Ајкман е човек кој одбива да биде човек. Но зошто? Затоа што злото е банално, ќе каже Хана Аренд. Зошто вели Ајкман беше лош човек? Затоа што одбиваше да размислува, а сакаше да биде итар. Тој ја одбил можноста да размислува. И видете што вели, тука ја цитирам сега Хана Аренд. Дарот на размислувањето не е манифестација на знаењето, туку способноста да се разликува доброто од злото, убавото од грдото, светото од гревот. Во клучните мигови поставува прашање Хана Аренд: дали ќе бидеме на страната на доброто или пак на страната на злото? И сега доаѓаме до главната теза, до главната тема на оваа вечер, а тоа е врвното добро е најпосакуваното добро, доброто е единствено кое ќе остане. Доброто е добро, вели Атанасий Велики од Александрија. Или поточно извор на добрина. А доброто за ништо не завидува. Почнавме со завист. А зошто доброто не мора да завидува? Затоа што Бог не е завидлив за постоењето на која било твар. Тој ги создал сите твари од ништо преку своето слово. Тоа е нашиот Господ Исус Христос. Затоа тој нема потреба да завидува на ништо. И ние да се сетиме дека затоа што сме создадени, на нас ни е нешто дадено, ние не можеме тоа да го имаме сами по себе. Ако тоа на нас ни е дадено на таков начин, тогаш главната теза е следнава: зошто да љубомориме на тоа што ни е дадено на другите? Зошто да не се радуваме во доброто, во убавината, во целоста, во восхитеноста, во тоа дека некои луѓе се поспособни од нас, имаат поголеми квалитети од нас, да уживаме во тоа, да ги признаеме, да им кажеме да, така е. И едни со други, да живееме во заедништво за кое што Никола Ѓоргун зборуваше пред малку. Почнавме со зависта, завршуваме со антизавист. Во Римјаните 12 глава има неколку стихови кои сакам да ги споделам со вас. И еве што вели тука Павле. Никому не враќајте зло за зло. Трудете се да го правите само она што сите го сметаат за добро. Од ваша страна трудете се да живеете во мир со сите луѓе. Не дозволувајте злото да ве надвладее, туку вие надвладувајте го злото со добро. И тоа е прашањето кое јас сакам денеска на сите нас да ни биде, да си го поставиме сами на себе. Ако си поставам длабоко прашање, и ако овие прашања се поставени, дали ќе ги одговорам како Гор Видал, дали ќе ги одговорам како Френсис Франк Копола, дали ќе ги одговорам како човекот кој живее во времето на Лоренс Оливие. Кој ќе биде мојот конкретен одговор? Прашањето кое сакам да го поставам на сите нас тука, без разлика од каде доаѓаме, која е нашата позадина, што ако доброто и апсолутно добро постои. Да споделам со вас една приказна на еден човек кој бил атеист, уверен болшевик, кој во даден момент од својот живот всушност бил соочен со таква убавина и таква добрина, што решил да каже: не можам а да не верувам дека постои апсолутно добро. Неговото име е Сергеј Будаков. Почнав да се прашувам што ако Вселената не е пустина и ако оваа убавина не е маска или измама. Што ако милостивиот и благонаклонет Бог постоеше? И потоа тој вели: о, кавказски планини, ги гледав вашите мразови како блескаат од море до море. Првиот ден на создавањето прикажано пред моите очи. На што е тогаш повикано човештвото? На што сме ние како луѓе повикано? Човештвото е повикано да го почовечи, да го хуманизира, она што Ајкман одбива да биде, да сакаме да бидеме луѓе. Да го хуманизираме и да го почовечиме созданието, преобразувајќи го во Вселена, актуализирајќи ја сета негова виртуелна убавина, но исто така и застапувајќи се за неговото преобразување. Еден голем теолог од Романија, неговото име е Димитрус Станилој, ќе го каже следното: природата е состојбата не само на индивидуалното човечко постоење, туку и на онаа човечка солидарност, зашто таа е медиумот из кој човечкото битие може да им нанесе добро или зло на другите.
На која страна ќе бидам јас? На која страна ќе бидеш ти? На која страна ќе бидете вие? На која страна ќе бидеме ние? Мојот предлог вечерва е само доброто останува. Само доброто останува. Се друго ќе помине. Се друго ќе се самоуништи. Затоа овој мој предизвик за нас сите вечерва. Ајде да живееме живот во кој што само доброто останува, затоа што тоа ни е надежта која не прави конечно да го очовечиме просторот околу нас. Ајде да ја очовечиме Македонија. Ајде да ја направиме земја во која што доброто останува.